Дојде, но не дочека да ги сослуша во целост прашањата на советниците. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска присуствуваше на седницата на Советот на општина Битола, на која според дневниот ред предвидено донесување одлука за распишување на референдум на кој граѓаните би се изјасниле дали се за или против отворање на прифатни центри и создавање на услови за населување и интеграција на бегалци и мигранти на подрачјето на општина Битола. Царовска ја напушти седницата, бидејќи како што истакна, истече времето согласно на нејзината агенда. Им беше дадена шанса да ми постават прашање и јас на крајот од нивните прашања да дадам децидни и прецизни одговори. Ниту едно прашање конкретно не ми беше поставено, целосно се дефокусираше дискусијата, целосно се обиде да се замајува јавноста пред камерите, но никако немав конкретно прашање кое што можев да го одговорам. Затоа апелирам до граѓаните да навистина не подлегнуваат на манипулација од страна на ВМРО, ДПМНЕ, ниту на други субјекти кои што се појавуваат пред локалните избори. Ние сме за референдум како алатка преку која што се изразува демократското право на граѓаните да се изјаснат за и против одредено прашање што ги засега нивните животи во дадена општина, но не да тоа се искористи во тек на локалните избори. Наспроти тврдењата на министерката Царовска дека не и биле поставени конкретни прашања и дека не и била дадена можност да се обрати одговорницата, советниците од ВМРО ДПМНЕ децидни дека до министерката беа поставени конкретни прашања на кои се бараа конкретни одговори. Во тој управувачки комитет членува представникот на Министерството за труд и социјална политика Дејан Ивковски. Убаво ќе беше да го земете и Дејан Ивковски со вас денеска овде, да објасни дали го информирал председателот на државата за вашите потфати за носење на стратегијата и акцијскиот план, зашто е обврзан според член 19 од Законот за управување со кризи, дали го информирал воопшто управувачкиот комитет за кризна состојба, на што како министерство сте обврзани според член 17 од Законот за управување со кризи, и дали на тој начин сте прекршиле закон и сте ја загрозиле безбедносната состојба на Република Македонија. И дали вашата стратегија значи дека владата на Зоран Заев планира од јануари 2018 година да ја повлече армијата на Република Македонија од границите, да ги откажеме меѓународните полицајци и сите срекна да си живееме со, како што рековте, по 14 на барање за азил годишно, во услови на тоа кога цел свет околу нели се мобилизира. Дали оваа слика или оваа скица некому е позната, ќе ја дадам поклон на министерката да разгледа, да испита по одредени канали на одреден начин, ќе видите ова е скица или ова е ставено во планот некаде ке Меджитлија. Ќе ви ги дадам и во боја ќе ви ги пратам. Не е проблем. Значи, ова е еден документ кој што сум го добил. Молам? Не. Не, ова за Меджитлија. Ова за Меджитлија. Че ова е за Меджитлија, буквална скица на камп, со болница, со згради, со маркет. Ете така. А овде е ставено во буквално. Значи овде пише United Nation Refugee Camp, Меджитлија 1, Фирум 2017. На тврдењата на министерката реагираше и председателката на Советот, која изрази жалење што Царовска не успеа во целост да ги сослуша советниците, а посочи дека доколку нејзиното присуство беше навремено најавено, сигурно тоа ќе беше земено предвид. Во паника е тој што не оди онаму кој што му е местото во парламентот и на матичните комисии, доаѓа во општина Битола и тоа не е најавено. Значи, сепак има одредени процедури, седницата е јавна, меѓутоа министер можеше и да се најави дека ќе доаѓа и сигурно поинаку ќе се организиравме. Што се однесува до прашањата кои што ги поставуваат советниците, вие бевте сведоци дека беа поставени многу прашања во врска со стратегијата, меѓутоа за жал координаторката на Социјалдемократскиот сојуз се изјасни дека повеќе од 3 министерката не може да остани, а доаѓаше специјално во Битола и навистина ние ќе бевме почестени ако останеше и ги сослушаше сите советници кои што сакаат да разговараат за ова суптилно прашање кое што е навистина од големо значење и за општина Битола и за Република Македонија во целина. Барањето за одржување на референдум доаѓа по собирањето на потписи од граѓанската иницијатива Будење, кои како што истакнаа, повеќе од 4000 граѓани досега се потпишаа на оваа иницијатива и побараа да се изјаснат на референдум по однос на тоа дали се за или против населување и интеграција на бегалци и мигранти на подрачјето на општина Битола.